Добро вечер. Време е за најновите информации од културата. Прилепскиот народен театар Војдан Чернодрински со нова премиера. Станува збор за представата со наслов По име Господин. Текстот е на Филип Лоле, а представата е во режија на Борис Василевски. Деталите од колешката Каролина Дурло. Идејата да се отфрлат општествените правила и да се живее надвор од капиталистичките и потрошувачките рамки денес во западниот свет се граничи со апсурд. Но за Господин, апсурдни и безсмислени се бесконечните наметнати потреби и норми на денешното живеење, кои ги трошат и обезвреднуваат нашите животи. Преку глава му е од се, па решава да се ослободи, да живее едноставно и да достигне апсолутна индивидуална слобода и независност, надвор од капиталистичките мелница. Ова е накратко драмското дејствие на новата премиера на Прилепскиот народен театар Војдан Чернодрински со наслов По име Господин, по текст на Филип Лоле, а во режија на Борис Василевски. Текстот сам по себе е од Филип Лоле, еден современ германски автор кој што има еден специфичен начин на пишување, односно има диалошки сцени и наративни сцени. Наш предизвик беше да ги совладаме тие наративни сцени, но како што кажа директорката и раководителот, бидејќи ми е ова втора соработка со Народниот театар во Прилеп, можам да кажам на своја кожа дека почувствував по втор пат дека ова е една екипа која што безрезервно застанува зад проектот и е секогаш спремна на авантури и на експериментирање. Текстот е многу атрактивен, многу интересен, така и современ, ги има сите основни работи што би требало да ги содржи еден текст, значи има во истиот човек има и антагонист и протагонист, што е многу интересно, има и другите ликови се сите и добро напишани, ама се и така мистериозно затворени за да може да копка публиката. Во представата во која на главниот јунак му е смачено од се, па одбива дури и да работи и да користи пари, па во својот подрум сместува една лама со чија помош се обидува да преживее, без да му се предаде на бескрупулозното секојдневие и материјализмот, ангажирани се и двајца млади и се уште невработени актери. Тие велат дека проектот По име Господин за нив бил огромен предизвик, но и професионална сатисфакција. Имавме супер процес, супер енергија, супер бевме прифатени како невработени, мислам 15 пати се спомна дека сме невработени актери. Се забавувавме премногу во текот на процесот. Во представата, чија премиера беше вистинска театарска екстаза, играат актерите Димитар Ѓоргиевски, Даниела Ивановска, Михајло Миленковски, Дарко Карбески и Наталија Ристескија. Костимографијата е на Марта Дојчиновска, а музиката на Серафим Чернит. 1000 добро изодени патеки на уметницата Елена Чемерска е поставена во културниот центар Јадро. Станува збор за дела кои ја испитуваат променливата врска помеѓу телата, објектите и светот околу нас. Преку слики, текст и звук Чемерска ги истражува темите на распаѓање, трансформација и постојаните промени што го обликуваат нашето постанување. Делата кои што се изложени тука се некаков, да речам, циклус. Не сум сигурна дали можам да го потребам зборот циклус, меѓутоа се фрагменти од слики кои што се настанати во последниве, да речеме, година дена. Инспирација претпоставувам дека е врзана со, бидејќи темата на изложбата е врзана со некакво реконфигурирање на светот, во смисла на деградација на светот, која што не е нужно пропаѓање или пропаст, распад, туку истовремено е нешто од што може да се роди некоја нова варијанта. Значи, промена на нештото такви како што ги знаем. Во таа смисла, тоа е некако темите со кои што се занимавам. Не би сакала премногу да ги фокусирам во, бидејќи настојував во оваа изложба да не се бавам премногу со јазик или со семантика, да кажам, туку дури насловите на делата не се зборови, туку се повеќе некакви ономатопеи, се некакви звуци, као например нешта како пукаат, распаѓаат, се растат понатаму и така натаму. Некои од делата носат наслови кои што се всушност цртежи или форми, значи нема многу зборови. Така што би сакала малку да го намалам фондот на зборови со кои што се занимавам овој пат. Преку јавен повик објавен на веб страната на Националната установа Драмски театар Скопје, театарот ги повикува уметниците да аплицираат за термин за изведба на представа во продукција на независната сцена.
Јавниот повик е отворен до 30 декември оваа година. Неделата на представи од независната продукција ќе се одржи од 14 до 18 јануари 2025 година. По направената селекција, драмски ќе ги отстапи за гостување сцената Ристо Стефановски и малата сцена на театарот, како и посебната техника со што овозможува изведба на новите представи и презентирање на иновативни, автентични и квалитетни театарски проекти. Промоција на 2 книги на новинарката Весна Јанкуловска се одржа во арт локалот Концепт 37. Станува збор за збирката Раскази Слободен пат, објавена во 2022 година, која што ја чекаше втората најнова книга Вода за заедно да се представат на јавноста. Промоцијата имаше и хуман карактер, бидејќи секој купен примерок од книгата значи и донација за лица во ризик. Па најпрво настана многу одамна на меѓу првите часови во прво одделение не прашуваа што сакаме да бидеме. Јас реков сакам да бидам писател. Меѓутоа, ете после 50 на години се пензионирав и сватив дека колото животно се врти. Дека всушност никогаш не сме далеку од она што сме го посакале како мали деца. Тоа се животни приказки и секојдневни приказки кои што најчесто не ги забележуваме, затоа што некаде брзаме или пак едноставно не им даваме значење. Јас тоа го викам живот низ клучалка. Кога ги гледате малите нешта кои се дел од секојдневието на сите нас. Не сакам да кажам, али морам. Тоа беше благодарение на ковидот, кој не затвори сите дома и кога завршивме све по дома и викам сега што да правам. И така затворена сватив дека има многу приказки за кажување и всушност тој пат на тој начин почна. Мислев ќе се задржам на една книга, оттаму произлегоа други приказки и затоа и втората. Иван Антоновски и Делвина Крлику се годинашни добитници на државната награда Мито Хаџивасилев Јасмин за 2024 година за остварувања во областа на публицистиката. Атанас Костовски и Љупчо Јолевски се добитници на оваа награда за остварувања во областа на новинарството. Наградата ќе им биде врачена на добитниците на 21 декември во свечената сала на Собранието на Македонија. И со оваа информација ги завршуваме вестите од културата. Ви благодарам на вниманието.